Добре дојдовте во За или против. Јас сум Љупчо Цветановски. Мој денешен гостин е универзитетскиот професор, поранешен амбасадор Звонимир Јанкуловски. Добре дојдовте. Најдов. Професоре, имаме една нова најава за нова дипломатска офанзива по оној проверен рецепт, реприза на она од 2018-та, буквално кажано дежави, повторно европските тешкаши, така да ги наречеме политички, ќе доаѓаат. Овој пат Урсула фон дер Лајен најави дека ќе дојде, која што веќе ни стана честа гостинка, а се најави исто така и Макрон. Дали македонското општество од друга страна пак е истото од како она што беше пред 5 години? Па да се надеваме дека не е истото, затоа што ветувањата што тогаш ги добивме и неисполнувањето на ветувањата вајда креира одредена свеска и македонските граѓани за тоа дека ниту ова што треба да го направиме како дополнителен услов за отворање на пристапните преговори со Унијата е решение за нашето асоцирање, односно за нашето асоцирање во Унијата, ниту ветување кое повторно би можело да ќе биде исполнето, ќе остане на линија на ветување, ние ќе го направиме она што меѓународната заедница го бара од нас. Прашањето е колку можеме да голтаме. Може би најсликовита беше изјавата на, ми се чини, на холандскиот амбасадор, дека затнете нос и голтајте. Мислам, прашањето е на кичмата, колку вие цвеста кичмата да го издржите овој притисок што се случува од меѓународната заедница и кој е насочен кон Македонија наместо кон државата која го креира проблемот во односите, во билатералните односи и која е нормално против нашето пристапување, доколку не ги исполниме условите кои ни ги бара како држава, што е малце и навредливо и малце нереално во контекст на меѓународните односи, суверена држава на друга суверена држава да и наметнува одредено однесување кое треба да биде по нејзин кејф, односно по нејзина волја, а не по волја на суверенот на државата, на народот на Македонија. Колку е недемократски притисокот што го прават од Брисел токму за ова прашање? Па видете, ако дозволите, со години дозволуваме одредено однесување на меѓународните представници во Македонија, почнувајќи оние што доаѓаат во посети на Македонија, меѓутоа и од представниците на дипломатскиот кој во Македонија, кои се однесуваат на начин кој не соодействува со Виенската конвенција, затоа што вообичаено амбасадорите се пренесувачи на пораките од државите и во основа ги застапуваат интересите на државата на приемот, во конкретниот случај во Македонија. Меѓутоа, кај нас се случува еден процес каде што амбасадорите во основа ни ја водат и ни ја насочуваат политиката како внатрешна, така и надворешна, односно го креираат политичкиот амбиент во државата. Меѓутоа, од друга страна, не можам па да ја барам исклучиво вината кај нив, затоа што од независноста на Македонија ние едноставно политичките партии, односно представници на политичките партии, одат и плачат, односно се кодошат меѓу себе по дипломатските представништва во Македонија. Всушност, го крира, тие се тие кои го крира таквиот амбиент во Македонија. Земете еден Израел, знам пред некое време, од 2020 година, го повика амбасадорот со укажување дека може да биде прогласен за персона на грата. Германија 2018 година побара да американскиот амбасадор затоа што делувал надвор од она што значи правила на дипломатската практика во смисла на поддршка на одредени, само не кажав за Израел, заборев дека амбасадорот германски на денот на славење на жртвите на Холокаустот бил во поддршка на палестинската кауза во Израел и за тоа е побарано да се замине. Тоа истото се случило и во Германија со американскиот амбасадор кој поддржувал одредени политички опции надвор од она што значи реален политички амбиент во државата, каде што си земал за право дури да изјавува дека тој ќе ја креира политиката во таа насока, што е недозволиво во дипломатската практика, па ако сакате еден Еди Рама кој
јасно му ставим до знаење на американскиот амбасадор дека ниту тој, ниту владата ги бираат представниците на антикорупцијската комисија. Мислам, барем покажа она што се вели лично достоинство, преку тоа и достоинството, бранејќи го достоинството на државата во односите кон надворешниот представник, односно кон странски представник, па било тоа и Соединетите американски држави, дека сепак се работи за суверена држава. Тоа се случува постојано и на Балканот. Го спомнавте Еди Рама, токму кога беше средбата не беше Гранада, беше претходната средба Чинам, имаше се собраа нели со европјаните и тоа беше некој дел од берлинскиот процес. Таму Еди Рама им кажа дека ајде да се отвориме војна и дури кажа кој кого ќе нападне од балканските држави нашега, имајќи предвид дека Украина беше ставена на исто рамниште како нас и сите оние кои што веќе 30 на години, да не речем, преговараме. Потоа, односно сме кандидати, се појави и српската премиерка, таа ги се шегуваше со европјаните преку должината на здолништето, ако се сеќавате. Сите се шегуваат, односно покажуваат личност дека имаат во себе и дека државата нивна е независна и суверена. Наспрема нив, нашиот премиер зборуваше за келнерите, како го молеле и колеле да сме влегле во ЕУ се да направи за да нели влеземе во ЕУ и тие да се врателе. Тоа се повторува на секаде, не е само со амбасадорите, каде и да отидат нашиве представници од оваа влада веќе 6 години, работат буквално како да го нема. Тоа е прашање на лична самопочит, прашање на образование, прашање на култура, лична култура што имате и прашање на лично достоинство. Тоа е сликата која проектирате према надвор. Кога тоа го немате и кога према надвор проектирате на сосема поинаква слика од она што е нормална, што ја очекуваат, во тој случај бидете сигурни дека така ќе се однесуваат оние представници кои доаѓаат во Македонија. Кај нас, мислам, понавредливо од она, како се вика, навивање на часовникот, што пред собранието, да. Мислам, ве третира како неа ни луѓе, мислам. Тоа е понижување и на народот и на државата. Меѓутоа, кај нас тоа не се сваќа со цел да не се замериме со меѓународните представници како судбината на државата да ни зависи од тоа. А може би ни зависи. Мислам, начинот на кој политиката се однесува, политичарите на кои се однесуваат, изгледа дека нивната политичка кариера и политичко обстојување зависи од одредени центи на моќ кои се надвор од државата. Иако суверенитетот го цепат од народот, од македонскиот народ. Сепак тоа дали носи и друг бенефит, таа сервилност, сумисивност, бидејќи оние амбасадори кои што ги спомнавте, веќе 6 години ги нема во улогата на критичари. Она што им беше главна задача, минатите пред да дојдат на власт СДСМ, 11 години чинам од 2006 до 2017, ги имавме буквално во фрижидер, излегуваа, се менуваа де францускиот, де холандскиот, де американскиот, па ќе се појавеше кој да е од Европската унија, некој ќе кажеше нешто. 6 години немаме, буквално кажано, една единствена критика од време на време, еве кажаа за кривичниот законник, Гирго каже толку. Во 6 години мислам дека е премалку. Дали така си го купуваат мирот во куќа нашите властодржци, така коленичејки, нели, правејќи се што треба, па за да ги остават на раат. Па да си може би се работи за проект кој треба да биде завршен и во кој нормално и тие имаат свој удел. И може би затоа се тивки во целиот овој период. Мислам, ситуацијата пред 10 години беше многу поинаква. Видовме што се случуваше во контекст на политичка пейсаж во Македонија, така што, знаете, тие беа дел од сите процеси кои се случува по промената на власта, почнувајќи од конституирањето на она несекно обвинителство, специјално јавно обвинителство, каде што, знаете, кога ќе ставите луѓе кои се некадени за функцијата која треба да ја вршат, нормално е дека не знам што може да очекувате. Сега се жалат на потрошени пари, на потрошени средства, за промашени, што би се рекол, инвестиции во правосудниот систем, меѓутоа би требало да се прашаат како може да вложуваат во луѓе кои немаат основен квалитет да се носат со функцијата или да донесат промени во институцијата каде што се. Моето лично искуство е дека заминувањето во Соединетите американски држави на Фулбрайт
Знам што се поминав за да кој квалитет можеше да го постигнам за да може да аплицирам, за да може да добијам па и за да ме прифати некој универзитет во Соединетите Американски држави. Од друга страна имате човек кој е завршил правен факултет, завршил со една јака оценка и кој искрено немаше појма, мислам, за тоа. Но ја носеа професоре на мајци, дел од луѓето кои што се уште во власта, ја носеа Кати Сајанева награди. Тоа е градење на лажни идоли во целиот процес кој не беа способни да ги, мислам, што може да очекувате од таков човек, дека ќе ја донеси промената во правосудството, промената во испорачувањето на правдата во македонското општество, не. Затоа илузорно е да плачат за потрошените пари. Кога ги вложувате во кадар кој не е кадарен за било што да направи, а камоли промена и реформа на она што значи правосуден систем кој треба да го применува правото за да испорача правдата, тогаш не знам од каде жал за тоа што тоа би било со економски речник промашена инвестиција. Затоа гледаме сега каде ние судството и која е довербата во судството во Македонија. Така. Дали за да се вратат амбасадорите на својата задача која што ја има минатите пред 17 години па до 6 години претходно, нели? Дали треба да се промени власта за да ги вратиме, да ги активираме повторно, бидејќи како критичари ги? Треба да се промени менталитетот, мислам, треба да дојдат луѓе кои прво имаат лично достоинство, знаете. Треба да знаете каде припаѓате. Во основа, достоинството лично е достоинството кое го внесувате свое во политиката, тоа е достоинството на државата. Кога тоа ќе го напуштите, кога тоа го немате, државата нормално ќе биде третирана на таков начин. Тоа не е нешто, тоа е процес кој пресликување, затоа што велат дека државата во меѓународните односи ја добива човековата надличност, значи моделот на владењето се присликува на моделот на политиката која државата ја испорачува кон надворешните активи, односно во меѓународната заедница. Така што прво мислам треба да се смени свеста за тоа кој ви го дава суверенитетот, од кого го црпите суверенитетот во државата, па дури после да размислувате на начин како да се додворите или да бидете серилни во она што ви се пласира, затоа што има луѓе кои точно доаѓаат од странство, меѓутоа прочитајте ги нивните биографии, ќе видите дека се далеко од биографиите на одредени поединци во Македонија кои сепак живееле, студирале, работеле, учеле, сепак не се далеко од тие квалитети кои Западот ги нуди како можност за просперитет на определени поединци. Тоа е малце не прават недоветни. Тоа е она што иритира. Меѓутоа тоа е лично чувство на секој. Зависи од човекот. Некој едноставно не го доживува така, го доживува како нешто нормално, дека некој друг треба да се грижи за нас, наместо ние да се грижиме сами за себе. Факт е дека не третираат така како недоветни, инфантилни деца, некој да. Со часовникот да ви кажам, тоа поголема навреда да нема реакција на тоа, мислам. Многу пати се случуваат слични действија, злодејанија, да не речам, и немаше реакции. Но еве, последната изјава на фон дер Лајен е дека не се е во ред, немајте гајле, историјата, таа реч, историјата се менува. Јас лично не сум чул за такво нешто, минатото не може да го смените, не верувам дека има некоја временска машина, но ова е дел од третманот на недоветните и инфантилните чеда, нели, во Македонија, кои што, ајде демек, направете сето таму, да кажете на германка или во Германија да отидете и да му кажете на некого функционер висок, на Шолцеве, ајде нема проблем, терајте, историјата се менува. Што ќе ви одговорите? Како може историјата да се менува, професор? Добро, ако тоа ви го пласира, не значи дека вие треба да го прифатите, мислам. Тоа е идејата позади, затоа што не секогаш очекувајте дека тие кажуваат работи кои во основа сепак се работи за луѓе кои се бюрократи. Во својата суштина не се луѓе кои доаѓаат од универзитети или кои се занимавале со наука, со истражување, со аналитичко размислување, едноставно бюрократи она што им го пласира, како се вика, службите во меѓународните организации. Така што воопшто не ме изненадува. Со цел да се ублажи да нашата позиција во контекст на она што треба да го направиме во
со уставот на Македонија, така што не е нешто ново и нешто непознато. Работата е како ние ќе реагираме на тоа и како ќе одговориме на тоа. Пак се сведува на нас. Дали најлошото од целата приказка е што утре, верувам, ќе се појава дел од власта, они особено јуришниците, знаменосците ни по медиумите, кога ќе зборуваат на оваа тема, кога ќе ги прашате за ова, за уставните измени, тие ќе го користат ова како аргумент. Ќе речат, Урсула фон дер Лајн рече, историјата се менува, вие ќе кажувате, нели? Апсолутно, нека живеат тие со променета историја. Тоа е, меѓутоа видете и категоријата на луѓе кои зборуваат по... Така, вие пишувавте за тоа, за медиумите, експертите. Видете им ги биографите и све ќе ви биде јасно. Ако новинар ви го објаснува Преспанскиот договор, ви го објаснува и ви го толкува уставот, мислам, тоа е знак до кој дереже дојде на државата. Во основа, сепак, со сета почит, на нивното, она што се вели, новинарско знаење, информираност, меѓутоа тоа е една компонента за аналитичко размислување и градење на определен мозаик на знаење кој треба да биде применет во контекст на она содржина што ја анализирате, сепак малце треба подлабок методолошки пристап кој го немаат. И токму за тоа тие, како ги викате јуришници, тие се со таа цел, во основа да го креираат јавното мислење, ако вие им го дадите медиумско, им овозможите медиумски простор за таа цел, во тој случај јасна е намерата на власта. По секоја цена да се креира мислење кај мнозинството на граѓани дека да, историјата е менлива, иако прашањето на историјата е, знаете, кој имате асиметрична историја во контекст на спорот со Бугарија. Ја мислам, тоа историчарите би требало да го знаат. Тешко дека може да постигнете заеднички договор. Мислам, сепак се работи за асиметрични истории, не за истории кои може да се како ќе ги менувате, како ќе ги менувате историските факти. Меѓутоа, тоа е прашање за историчари. Она што председателот на комисијата се обидува да ни го понуди е тоа дека да бидеме флексибилни. Бевме флексибилни за името, бевме флексибилни за добрососедството со нашите соседи, видовме каде не однесе, да бидеме флексибилни со историјата, ако е менлива, зашто да не ја менуваме. Што би рекол еден премиер, претходен премиер, да гледаме кон иднината, да не гледаме кон минатото, иако минатото ви ја детерминира сегашноста и иднината, мислам. Флоскули кои во основа... Премногу фрази. Да, празни, без содржински, без... Кога не читате, кога не размислувате, едноставно ќе ги пласирате во јавноста, надевајки се дека секој ќе ги купи и дека ќе постапи со нив. Сега гледаме, реакцијата е малци изненадувачка, граѓаните се против, граѓаните беа против, да бидеме реални и против името. Така што, можеби најдобра солуција е она што го предлагаат нивните експерти, што под наводници да се забрани делувањето на опозицијските партии, на најголемата опозицијска партија, и дека треба да се преземат определени законско-правни мерки за да се промени уставот надвор од она што е уставна постапка, како уставот да е така чашиско некој ливче кое може пиши бриши што сакате да правите. Мислам, на тоа го сведува. И за тоа се таквите размислувања, знаете, кога ќе го дерогирате уставот, кога ќе го сведите на небитен акт, а е највисок правен акт во државата, во тој случај ваквите размислувања можеби ќе поминат кај некого, меѓутоа не и кај оние што разбираат. Вие пишувате дека уставните измени стана игра на руски рулет за македонската демократија. Па да, очигледно е дека пиштоло само што не пукнал. Знаете како се игра рускиот рулет. Знаете, кога имате... Со еден или со два куршума во... Само со еден. Барабанчето се врти, меѓутоа еднаш ќе пукне. Работата е што се ова што се случува околу промената на уставот во основа оди надвор од она што значи волја на граѓаните на Република Македонија. И тоа е главната поента. Затоа и пишувам дека се работи за руски рулет кој може да ја униса демократијата во Македонија, затоа што
Македонија е во основа на границата меѓу хибридна и авторитарна држава. Во моментов сме хибридна држава, така не третираат, меѓутоа многу лесно се движиме како сме тргнале со овие идеи за забрана на политички партии, дека треба не само да се забрани нивното действување, дека се работи за деструктивни елементи во државата кои го кочат развојот на државата, иако прашањето на политичкиот амбиент во државата во основа се креира врз основа на политиките на политичките партии кои изразуваат волјата на одреден дел на народ. Не можете вие да едноставно да размислувате на тој начин. Тоа би било идеална состојба за власта. Мислам, не е дека го нема тоа искуство од 94 до 98 оваа политичка партија што себе се нарекува државотворна, која во основа не обезличи како национална држава, го имаше таквиот политички амбиент. Видовме што се случи. Сега зборуваат за Европска унија, годините кога можевме многу побрзо да одиме кон Европската унија, ги искористија за грабеж на општествениот капитал во Македонија, сега се продаваат за големи европејци. Така што целиот тој амбиент кој се обидуваат да го креираат надвор од волјата на граѓаните е застрашувачки, затоа што многу лесно може да преминеме од хибридна во авторитарна држава, каде што волјата на народот воопшто не се третира и воопшто не се почитува. А сега како што се приближуваат изборите, гледам дека се раѓа страв, дека оние кои се раѓа страв токму од волјата на народот, чија волја ја погазија и не ја почитува сиве години. Дека таа волја во основа ќе пресуди на изборите. Меѓутоа мора да го слушате народ. Тоа е тој што дава и тој што зема во политиката. Но еве зборуваме за едно крупно прашање како што се уставните измени и вносот на бугарите како државотворен народ. Спомнуваме народ, спомнуваме права. Зошто еве не го стават на референдум ова прашање, па да видиме, бидејќи во светот за многу по бенигни прашања прават референдуми и тоа е најмал проблем, нели? Па едноставивме на референдум, па имаше весела математика, како Мали Џокица замиша референдум кога мнозинството на граѓаните беа против, кој имате одлука на Државна изборна комисија дека е неуспешен референдумот, кој имате неуспешен референдум, сепак го одигра на начин на кој денеска слушаме јавни признанија дека се купувале и се манипулирало со гласови во парламентот. Вајда тоа искуство им дава, како сика, основа да размислува дека може да го повторат. Овој пат очигледно оди многу потешко него првиот пат и тоа е малце збунувачки, иако се обидуваат да градат некој оптимизам, лажен или не можам да тврдам, затоа што пак мислам дека е лажен оптимизам, дека сепак тоа ќе се случи и сепак политичката партија која е против позицијската политичка ќе го промени својот став во однос на она што значи политички промени, односно промени на установот и внесувањето на бугарите во него. Искрено не верувам дека тоа може да се случи, затоа што, знаете, кога градите од определена политичка позиција, веќе премногу доцна да ја менувате... Година и пол одолеа до сега. Да, мислам, тоа би било политичко, класично политичко самоубиство. Така, ставање на клуч. Пред неколку месеци пред избори. Така што, сепак, знаете, тие се надеваат токму и доаѓањето на што го почнавме, доаѓањето на високите представници на меѓународната заедница, иако се работи за представници на Европската заедница, америчкиот беше државен секретар, ако не се лажам, во обид да се промени ставот на политичкиот став на ВМРО ДПМН, кој гледам не се менува, што е сепак за поздравување, затоа што ја следи волјата на оние од кои ќе ги бара изборите, ќе ги бара гласовите за избори. 10 анкети поред покажа бројка од околу над 80 до 90% од македонците, а сите граѓани заедно варираат од 62,3 до 68,9, така што... Во таква констелација вие не можете додите спротивно. Мислам, стварно тоа е надвор од памет. Не се работи за историски или за државни одлуки, како што сака да ги представа, затоа што сиве години се историски. Историски ни го смени името, историски
историски не обезличија со државата, сега историски ќе ни ја земат, ќе ни ја продадат историјата, така што историски ќе не снема како тргнал нивниот процес на размислување за тоа како Македонија треба да изгледа во иднина, така што мислам треба да се остани не дека нешто ќе промени внесувањето на бугарите во уставот, меѓутоа начинот на кој се прави надвор од тоа дека знаете, ви се гази по суверенитетот. Просто и така имаме доста флексибилен суверенитет. Начинот на кој поединци размислуваат во државата е дека суверенитетот со внесувањето во Европската унија ние ќе го изгубиме суверенитетот, па што? Можеме и сега. Меѓутоа не е така, затоа што во Европската унија како е јак суверенитетот на државите кои се членки. Нека погледат Франција како се однесува во контекст на прашањето на суверенитетот, јазикот, идентитетот, историјата. Мислам, имат еден лажен наратив кој се промовира во Македонија во контекст на се она што ние треба да го усвоиме како обврска од надвор, меѓутоа обврска која не е прифатлива од натре. Знаете, кога не читаат, кога не знаат, кога имате луѓе кои се приучени, имате класични безимени и аутсайдери во политиката, луѓе кои воопшто не разбират, едноставно климаат со глава за се она што ќе им кажат без да имаат личен став. Кога немате знаење, во основа усвојувате она што ви го нуди затоа што мислите дека е тој попаметен од вас, затоа што е дел од некоја бирократија во некоја меѓународна организација. Мислам, малце разочарувачки, малце тажно за државата, затоа што кога државата ќе ми оставите да ја раководат вакви луѓе, нормално ќе го добие тоа што денеска го имам и она што таксистот вечера кој ме носеше на емисијата го кажа да разочаран дека ќе си го земи пасошот и ќе ја напушти Македонија. И имате таа состојба која е сепак девастирачка за државата и за народот. Имаме уште многу теми за отворање, ќе зборуваме за правдата по Македонија, за оној вост кој што постојано ни бега како што велат од власта, но и за глобалниот импакт на случувањата врз Македонија. Со нас е професор Звонимир Јанкуловски. Се враќаме веднаш по рекламите, останете со нас. Се враќаме во За или против. Мој гостин е универзитетскиот професор и поранешен амбасадор Звонимир Јанкуловски. Професор, една фраза е многу честа во кандидувањето на македонската невеста за промена на уставот. Се вели зграбчете го моментот. Постојано го кажуваат, еве го кажа и фон дер Лајен, претходно една дузина европски политичари, функционери и национални председатели или премиери, но и најчесто бирократите од Брисел. Зграбчете го денот. Мене тоа ме потсетува на една страница во Вест, се викаше Зграбчи го денот, или Seize the Day, Carpe Diem, како и да е, нели, така полна со голотија. Тука гледам многу, бидејќи кај нас одам на царот е гол, нели, настрана и бос, но една политичка голотија, една политиканска еротика, да не речем. Да, тоа е, како сика, ние го зграбчуваме моментот, ако не се лажам, од 2006 година, кога го добивме кандидатскиот статус. Ја не знам извештај на Европската унија кој бил спротивен на нашите очекувања, повеќе или помалку, мислам, 2018, ако сакате, беше зграбчете го моментот. Го сменивме името, го зграбчивме моментот, па не било. Сега е повторно, повторно треба да го зграбчиме моментот за некој момент кој ќе се случува Господ знае кога, затоа што Европската унија очигледно е дали не го зграбчи моментот, барем не го зграбчи онака како што посакуваше Макрон и онака како што посакува политичарите во Европската унија во контекст на ова што се случува со војната во Украина, па и најновите судири, односно војната во Газа. Така што тие не го зграбчиме, меѓутоа ние ако го зграбчиме, во основа нема ништо да се случи радикално, нема да се промени. Се раководам од еден говор на Борел кој ќе каже дека во основа Европската градина, он ја нарекува Европската градина, треба да биде заштитена од џунглата која ја напаѓа. Може би звучи метафорички, меѓутоа нападите дојдоа од што се штити Европа. Европа се штити од токму од проширувањето.
одговорот на џунглата беше дека богатството на Европа во основа го направи крадејќи ја џунглата и дека џунглата обстојува на токму на тоест градината во основа е култивирана на база на џунглата, дека неговата изјава изразува определен оној што би рекле колонијален став или ако сакате колонијална ароганција дека домородното население треба да биде прво култивирано за да може да биде внесено во групата во градината, а кога ќе биде внесено никогаш нема да биде иста со градинарите. Така и во тој контекст и проширувањето дека точно сега ги гледаме и најновите предлози кои се движат на брзинска основа, така, четирите брзини, две па 4, колку ќе станат 6. Кај што ние сме во основа на маргините ставени. Ускоци, некои козаци, да. Така што јас сепак треба да се зграби моментот, политичкиот момент е за промена и таа промена треба да се случи. Затоа што вака како сме тргнале нема далеку да стигнеме, мислам далеко до она што очекува луѓето и она што се надева дека промените ќе донесат нов квалитет, не донесува нов квалитет, донесува осиромашување, така што малце наивно звучи, знаете, изветвено кога ќе ви кажи дали ја треба да се секирам, дали министерот во владата носел брендирана или не брендирана, дали во бифето на владата се јадело бифтек за толку и толку денари, кога народот не може да скрепи крај со крај. Мислам, некои работи точно треба да се зграби моментот, да се направат промените и Македонија да тргне по инаков пат. Далеко од тоа дека треба да се промени она што значи стратегиски поставените цели на Македонија, меѓутоа во свет кој се преуредува во моментов, гледате војните се случуваат во Украина, сега во Газа, не знаеме што ќе биде следно. Македонија мора да има политика која нема да биде безалтернативна, што значи мора да си го најде своето место. Владата не размислува така, гледам, ни министерот не размислува во тој контекст, си го цепа како сика наученото, како школски ученик кој ги повторува лекциите на памет. Оно што црташе на табла? И тоа што црташе, мислам. Да бидем реално. Како професор, како го видовте цртањето од дистанца од 2 месеца? Супер, мислам. И вице-премиерот за евроинтеграција кои не убедуваат во нешто што би требало барем да ги прочитаат, како се вика, да ги прочитаат документите на Унијата и како се однесуваат. Па ако сакате, еве го и последниот состанок што беше во Гранада, мислам пораките се јасни. Така што дали историјата ќе се менува, дали нема да се менува, дали ќе бидеме примени Господ знае кога, или не, тоа не зависи од нас, тоа зависи од тоа Европа како ќе се реконфигурира во моментов, во основа не одговара на предизвикот што светските односи го наметнуваат. Европа во моментов е итекако затечена од се она што се случува во нејзиното опкружување, а ако сакате па и во контекст на мигрантската криза. Како ја гледате Европа како играч? Порано беше многу поприсутна на сцената и подобро стоечка, така е гледано одстрана и според многумина дека Европа го губи приматот во меѓународната игра. Не, далеко од тоа дека веќе го има приматот. Мислам, Европа е мировен концепт, Европа е изграден како мировен концепт. Оној момент кога Европа почнала со политичкото конституирање и во тој случај она безбедносно што тие се уште се надеваат дека ќе во основа допираат во прашањата на сувереноста на државите членки. Ќе видите она што ние не го разбираме колку е јака се уште сувереноста, односно вестфалскиот модел. Во моментов се затвараат границите. Она што ние не можеме да го разбереме, од една страна нас не вика да ги отвараме, да се поврзуваме, од друга страна тие ги затвараат. Тоа е, знаете, она како не слушај што ти, тоест не гледај што правам, слушај што ти зборувам. Тоа е Европа, меѓутоа очигледно Европа она што
зашто процесот на проширување го запре беше идејата дека Европа треба да се реформира на начин што ќе биде активен играч во случувањата во новиот светски поредок кој се гради. Па точно и тука мислам кажав, точно сега породувањето е многу тешко. Тука се војни, се преуредуваат односите во светот, односот на силите во светот се менува и Европа си го бара своето место. Тоа беше идејата на Макрон за запирање, односно ставање во некоја од базините на процесот на проширување. Меѓутоа, од ова што гледам во контекст на случувањата во светот, Европа не одговори на начин на кој можеше, затоа што сепак се различни интересите на државите кои не дозволуваат да се изгради ниту заедничка надворешна, ниту заедничка безбедносна политика. Секоја држава се влечи кон својот интерес. Гранада беше прикаснато на крајот без завршна конференција, како рогови во вреќа. Да, класично фиаско, токму тоа е она што се случува во Европа денеска и Европа и како ќе мора да размисли какви промени ќе прави со цел да одговори на новото што доаѓа. Концептот ќе треба да се менува. Америка има над 50 држави, но на федерално ниво функционираат за еден час, носат одлуки без никаков проблем. Европа не може да го стори. Тоа е очевиден проблем кој што се гледа од вселената. Како да го направа тоа како кохезија? Има муабетот е дека до 2030-та тие треба да се реформираат за да почнат со проширувањата наспрема она што ни го продаваат кај нас. До 2030 тоа се очекувањата. Далеку дека до 2030 ќе го реформираат системот. Системот е во основа застарен. Едноставно не може да одговори на брзите промени на светот. Вие имате до година има избори. Имате два избора, едни за Европски парламент, другиот е американските избори. Европа сиве години не се ослободи од сенката на трампизмот кој во основа тотално ги извади од колосек. Европа е во грч што ќе се случува до година, доколку не дај Боже за нив Трамп успе повторно да стане председател на Соединетите американски држави. Стравот е голем. Европскиот парламент се менува. Имате типувате на десницата? Нема тука или на ултрадесницата? Не, ултрадесницата ќе влезе сигурно, меѓутоа центродесничарите и не е спорно дека победуваат, мислам. Апсолутно се менува. Погледајте го, се менува политичкиот амбиент на Европа. Европа заличува многу на годините пред Втората светска војна, барем во во политичката констелација, далеку тоа дека меѓутоа ни тогаш не очекувале дека ќе се случи Втората светска војна. Не сакам да размислувам на тој начин, меѓутоа очигледно се менува политичкиот амбиент и ќе видиме како тоа ќе се развие. Го имате ОПСЕ, кој е во сериозна криза. Нашиот министер председателот на ОПСЕ? Да, на председателствувањето со ОПСЕ, кој цело време зборува за историскиот наш, како се вика, наше историски чин на председателствување со ОПСЕ. Кога ќе видите дека ОПСЕ моментално е во сериозна криза, дури прашањето е на обстанокот на организацијата, иако реално мислев дека тоа многу порано ќе се случи. ОПСЕ е формиран како платформа за комуникација меѓу истокот и западот. Во основа со цел да се намала тензиите на студената војна, ОПСЕ требаше да ги собери европските држави, Соединетите американски држави, Канада и Русија на едно место и тука да се обидат да најдат платформа за меѓусебен диалог со цел да се избегне можноста од војна конфронтација. Денеска ОПСЕ во однос на Русија и во однос на војната во Украина ја покажува својата слабост. Не може ниту да донеси буџет, затоа што учеството на Русија е исклучително важно, ако не најважно за да може да продолжи функционирањето на операциите на оваа организација и ја колку што знам, се уште не е избран преседавач за 2024 година. Теаше Естонија, русите ја блокираат. Така што ОПСИ, знаете, она разговорот што пишува медиумите околу разговорот што го имал нашиот министер за надворешни работи со Лавров, иако не кажа кој се јавил, зашо се јавил, што била тема на разговорот,
освен фалбаџиски што му кажал на нашиот на ова, меѓутоа без парите на Русија во буџетот на ОПСЕ нема да може да ги извршува основните функции во основ, тоест оние што се велат функции на терен. Имаше извештај, Русија тврди дека цело време извештаите кои се на ОПСЕ во поглед на човековите права и медиумите во однос на Русија се политички мотивирани, дека премногу се збори за човекови права и медиуми и дека западниот концепт доминира во тие расправи и го насочува делувањето на ОПСЕ, така што русите воопшто не се задоволни, не е нешто ново. Русите така реагира, се сеќавам и во Советот на Европа, кога не им одговараше извештајот со Чеченија, па секретарот беше у паника, немаше пари, буџетот немаше да се донеси, па прати нова мисија, новата мисија подготви, што би рекле, well balanced, добро избалансиран извештај, русите беа задоволни, го кренаа ветото, парите стигна во организацијата и продолжи, меѓутоа ОПСЕ е во сериозна криза. ОПСЕ ја губи својата основна функција. И она преклопување што мислев дека во меѓународното организирање се случува во контекст на две организации кои се фокусирани на исти цели, човекови права, демократија, владење на правото, мислев дека порано ќе се случи промена на тој рефигурирање на тој систем. Не се случи, меѓутоа сега е дојдено периодот кога ОПСЕ веќе нема да може да одговори на онаа цел за која беше формирана, а тоа е да биде диалог, платформа за диалог меѓу Истокот и Западот. Дали нешто слично се случува и во Обединетите нации? У Обединетите нации со години веќе ја губат својата смисла на Друштвото на народите, мислам па исто. Друштвото не, ова е сепак по-софистициран начин. Да. Слушам коментари дека Советот на Европа, дека Русија требала да се извели од Советот за Европа, од Советот за безбедност, дека па добре, имаше и коментари дека нашето име ќе го решиме во Генералното собрание. Знаете, слушате се и се што од кога имате експерти кои не ги разбираат работите, кои не се занимавале, во тој случај се поминува. Меѓутоа, ова е тазе дека Обединетите нации теа да се извели Русија, заборавајќи дека Организацијата на Обединетите нации е формирана како одговор на потребата светот да најди место, меѓународен форум каде што државите ќе соработуваат, меѓутоа каде што оние победнички сили во војната ќе ги носат клучните одлуки. Тоа е идеалистичкиот пристап во меѓународните односи, дека низ меѓународното организирање и меѓународното право ќе ги решат проблемите во меѓународниот систем. Очигледно не функционира. Обединетите нации со години стагнираат во контекст на функцијата што треба да ја вршат, така што очигледно не е веќе местото каде што може да се решаваат вистинските прашањето на војната и мирот. Со години се збори, веќе од кога знам, се зборува за реформа на Обединетите нации, никако да се случи затоа што е блокирана од оние 5 членки на Советот за безбедност. Точно, не е некое место каде што светот ќе се реформира, имаше идеи за нова организација на демократски држави, каде што ќе влезат само демократски држави повторно според западниот модел, останува како потреба. Факт дека мора да остане како потреба каде што државите во светот ќе соработуваат, меѓутоа очигледно дека меѓународниот систем, она што го тврдат реалистите во меѓународната политика, дека меѓународниот систем е хаотичен и дека во него превладуваат интересите и моќта. Значи, интересите се остваруваат врз основа со моќта со која располагате и дека таа ги движи, односно ги конфигурира тие односи. Нашиот представник таму нема да им помогне малку да се подсредат? Па нашиот представник, мислам, има знаење за ова. Тешко дека може да промени нешто во тој контекст. Мислам, меѓутоа може барем да, знаете, малите држави велат дека повеќе се светуваат кон мултилатералната дипломатија. Ние она што и нашиот министер, очигледно и Министерството не го разбира, дека малите држави имате на едно место повеќе држави каде што може да ги промовирате своите ставови, своите политики, ако сакате да остварите повеќе билатерални контакти
и да делувате многу поактивно отколку на билатерално поле. Ние не ја користиме таа можност, очигледно. Сме ја користеле некогаш или? Не. Моите искуства зборува за една сосема поинаква ситуација каде што и не ја разбират улогата зашто постојат тие организации. Во основа да бидеме таму без некоја голема акција. Нашите представници одеа на Генералното собрание на Обединетите нации во Њујорк, обично септември, нели, и се сретнуваа со Турција, со Србија, Албанија, Бугарија. Најдобар, можеби, Унгарија, нешто такво. Тоа беше хајлајтот на наши председатели, нели се менуваат со премиерот и се. Ако воопшто ако сетнат некого, очигледно дека дипломатијата има сериозен проблем на представување на она што е основна функција и представување на државата. Меѓутоа тоа е повезано па и со други прашања кои не зависат ни од министерот, ни од луѓето кои заминуваат во дипломатските представништва, зависат од целокупната состојба. Основа на нашата надворешна политика повеќе се бави со внатрешната, отколку со она што значи промовирање на нашите надворешно политички цели. Кога имате еден флексибилен однос кон националните интереси, нормално ќе ви се случува. Видете со Бугарија што ни се случува. Што би рекле вие и што викаат меѓународни, го изгубивме моментот. Моментот е го добија бугарите, односно бугарите успеа да го направат она што ние не успеваме со години. Меѓутоа, тоа го направи и грците. Цело време живеевме на линија дека времето работи за нас во надворешната политика, заборавајќи дека грците продуцираат материјали, грците лобираат, грците работат, грците действуваат, значи на сите полиња надвор. На крај ни се случи тоа што ни се случи. Како вицот со аман господе да добијам седмица на лото и на крај па купи ливче некогаш. Да, баш така. Професоре, спомнавте и самиот 2024-та ќе биде бурна година и за светот и веќе е со војниве конфликти кои што не верувам дека така брзо ќе завршат, но еве имаме избори и во Европарламентот во Америка, имаме и ние два пара избори, председателски и парламентарни, дали ќе бидат предвременни или ќе бидат редовни, но еве целиот глобален контекст врз Македонија, како мислите дека ќе се одрази сето тоа што светот е во таква ситуација во која што е, како тоа влијае врз нас? Врз нас како ништо... да го искористиме тоа, да речеме? Врз нас ништо не влијае. Мислам, ние не ги контролираме процесите кои се случуваат надвор од државата, ние само гасиме пожари. Мислам, ниту имаме некои аналитички можности, барем не оние кои треба со тоа да се бават. При толку експерти по медиуми? Не, тоа експертите, ви кажав, нека се изборат, работата е тие што треба да ги анализират процесите на државно ниво и кои треба да сепак да даваат некои прогнози и предвидувања во која насока ќе се движат и како ќе влијат на надворешните процеси на Македонија. Тоа не го прават, ниту имаат капацитет, ниту имаат знаење, да бидеме реални, ниту државата направи некој модел кој ќе понуди луѓе кои тоа го знаат да го направат за неа и да ја понудат начин како да се справи со она што како процеси се случуваат во незиното обкружување. Така што ние само одговараме на тоа, не правиме ништо и така и во контекст на она што на изборите. Ние повеќе сме светени кон себе, забораваме дека, ви кажав, ова е статус кво политика, генерално и на натрешен и на дворешен план. Во свет кој брзо се менува, кој се реконфигурира, во свет кој во време кога се раѓа нов светски поредок, кога имате менување на односот на силите во меѓународниот систем, вие седите и чекате. Мислам, тоа ние го правиме. Во основа, тоа е статус кво ситуација каде што едноставно што се случи, ќе се случи, ние ќе си го прифатиме без воопшто, точно мала држава сме, меѓутоа мора некои работи и вие да внесите во она што значи меѓународниот систем, мора да ги предвидите во интерес на остварувањето на националните, ако имаме национални интерес више. Не знам дали воопшто може да се употреби терминот национален интерес. Има државен интерес кој очигледно е безалтернативен и токму таа безалтернативност ја создава оваа состојба на статус кво во променат. Изборите
Што по изборите, да речеме дека бројките се тие и дека опозицијата ќе победи. Иако не треба да спијат на тоа уво што се вели. Но што треба да направат откако ако ја преземат власта, што прво би им препорачале за да почнеме да си ги враќаме работите и во своји раце, но и на вистинскиот пат. Да, можеби некој ќе рече фрази, ама не се фрази. Прво, како се вика, луѓе кои ќе знаат како да се носат со работите, односно сега имаме луѓе залутани во политиката и затоа се најмногу уплашени. Мислам од промената на власта, затоа што надвор од политиката, они се безимен. Така, опиплив е веќе стравот кај не. Да, опиплив и тоа е видливо на секој чек. Го имате онај пост на еден од нивните, не знам кој од пратениците кои од пратеници кои повикува на обединување дека ќе им се случи, го имате колумната на еден мој колега, универзитетски професор, кој вели дека може да се случи 2006, што значи опиплив е стравот кај нив. Меѓутоа стравот доаѓа од тоа што они се случајни луѓе во политиката. Луѓе кои во основа немаат никаква создадена вредност позади себе за да може да управуваат со државнички работи. Го видовте вчера Ковачевски, простете, кога падна паното во фабриката за сокови, тој како премиер дојде и го подигна малку. Тоа да не збориме за тоа, за како сика. Ви кажав, тоа е прашање. Има протоколи, има култура на однесување, има добро, освен што се кара со новинари и тоа добро. Тоа е веќе забележлив. Тоа ви кажува дека стравот е во воздухот, виси стравот и дека стравот е вообичаено, утре пишувам за, тоест денеска пишувам за тоа, дека што после. Затоа што сепак е травматична работа, знаете, кога влегувате во политика не може да кажете дека ви е сеедно. Не може да кажете дека одите на избори, дека кога ќе изгубите ви е сеедно. Не ви е сеедно. За овие луѓе се работи, те не им е сеедно. И тоа е она што застрашува, дека они ќе прибегнат на се со цел да останат или да бидат тука, до власта или во власта. Затоа што друг избор немаат. Далеко од тоа корупцијски афери, далеко од тоа криминални афери што ги следат сиве години, стравот од можно враќање или да бидат дел од она што значи испорачена правда во државата, меѓутоа основниот страв е дека што после. Знаете, нема да ги чекаат коли пред влезови, да бидат импресионирани комшиите, нема никој да се интересира дали јаделе или не јаделе стек, дали носеле брендирана или не брендирана облака, едноставно стануваат обични кои ќе ги делат, како сика, грижите и проблемите на обичните граѓани. Едноставно, едни од многуте ќе станат одеднаш невидливи, затоа што поминаа 30 години, поминаа толку влади, погледајте ги луѓето кои останале, за кои се сеќавате. Едноставно, после избори, овие ќе бидат заборавени, меѓутоа заборавени по лошо. Нема да бидат заборавени за она што го направија. Може да тврдат колку сакаат дека носеле државнички историски одлуки. Не можете да носите државничка одлука, а да ја сведете на државата, да ја исклучите државата дека е држава на македонскиот народ. Ние немаме друга држава. Не можете да градите некој хибриден тип на држава каде што не постојат малцинства во соседните држави. Мислам, имате такви промашувања на небулози на оваа политика што во основа ќе треба години и години генерациите по нас да пишуваат и да истражуваат и да објаснуваат зашто токму вака се однесували и зашто ова ни се случувало. Меѓутоа прашањето до тогаш ќе биде дали воопшто ќе опстои Македонија и како ќе опстои, во кој облик ќе опстои. Ви благодарам, професоре, што бевте мој гости. Ви благодарам вам. Ми беше чест. Ви благодарам и вам што бевте со нас. Да сте ли живи и здрави и секако чувајте се многу.